Почитувани гледачи, ова е програмата на ТВ каналот ВИС. Во наредниве минути разговараме за и околу заштитата на културното наследство, а веќе забележувате дека во нашето студио гости имаме кои што ќе разговараме токму на оваа тема. Со нас е Томислав Мазнејков и Костадин Ристоманов од Сдруженијето за заштита на културното наследство Свети 15 Струмица. Добре дојдовте во студиото на ТВ каналот ВИС и благодарност до вас што се озвавте да поразговараме на една тема која што е мощна и интересна, а ќе го слушнат тоа и гледачите. А причина за нивното гостување е тоа што се пререгистрираше ова Сдружение за заштита на културното наследство, кое што своевремено функционираше, ако не се лажам, тука е Томе, кој што ќе ме поправи како одбор, како тело на општина Струмица. Тука е председателот, односно Томе Мазнејков е како председател, а Костадин Ристоманов како подпредседател на Сдруженијето за заштита на културното наследство. Јас начнав, господине Мазнејков, за тоа дека своевремено функционираше како тело. Која беше тогаш улогата? Што всушност представуваше тој орган или одбор, што би се кажало своевремено? Одбор. Повели. Ние сме како Сдружение правен следбеник на Одборот за заштита на спомениците на културата, кој постоеше од 1980 година. Јас како член се вклучив во 86-та година и дадов свој допринос во активностите на Одборот. Тогашна активност беше реконструкцијата и реставрацијата на споменикот на културата црква Свети Леонтие во село Водоча, која денес е многу значаен споменик и кој беше спасен со дејствувањето на Одборот за заштита, за да не пропадне да не исчезне од забот на време. Од забот на време, да не пропадне, беше обновен до таа степен што беше почитуван и правен проект од Македонската академија на науките преку застапникот на академијата Петар Милковиќ Пепек и председателот на тогашниот одбор Борис Палазов. Тие беа многу заслужни луѓе, според мене многу, скоро неодмерено, и дадоа стварно свој допринос со тоа да старата црква на Водоча Свети Леонтие од 7 век се возобнови, реконструира, санира, дури и сега се уште е во фаза на обновување, реставрирање на иконите, фреските кои беа во амбиентот на старата црква. Колку што ве разбрав, улогата на одборот тогашен е да покренувате иницијативи пред институциите, колку што ве разбрав, господине Мазнејков. Така. Значи, вие ги покренувавте иницијативите за да може институциите да интервенираат и да се вклучат повеќе луѓе за реализација на или заштита на културно-историските споменици, барем во тој период, за да може да продолжиме. Која е допирната точка сега со Сдруженијето? Допирната точка е видна. Целта на делувањето не е променета, целта е заштитата на културното наследство. Одборот максимално ги почитуваше законските одредби за заштита на културното наследство и со своевиден резултат, кој денес можеме да го видиме во црквата Свети Леонтие, која е надградувана од Свети Леонтие, па во Самуилов период, црква Света Богородица, пречиста, и исто така има дел дограден од Василije II после победата на Беласица, во кој е поставена спомен плоча, мермерна плоча, која укажува на нашето делување за реконструкција, санација на самата црква. Таму е спомен обележието.
Така. Тогаш сте биле нели член, сега сте председател, а тука е и помнат од вас Костадин Ристоманов. Ристоманов, како дојдовте до идејата да се пререгистрира, да се возобнови тоа здружение, ако своевремено функционира како одбор, сега како здружение, зошто се одлучивте на ваков чекор? Па ние се најдовме случајно, прво професионално со Томи Самазнегов, сме од градежната бранша на некој начин, но и како познаници, како пријатели, нашето здружение сега моментално кој што е пререгистрирано од одбор во здружение како правен наследник нели на тој одбор, си дадовме сами задача на себе си да некој малку обрне повеќе внимание на зачувувањето на тие културни вредности, историски вредности кои што така гледајќи и шетајќи низ нашите планини, нашите локалитети, да кажеме, секој си го поставува прашањето зошто ова не е зачувано, зошто ова зарем не е вредно тоа да кажеме да го зачуваме како наследство за идните генерации, да знаат кои биле нашите предци, а денеска ние се однесуваме многу расипнички однос на таа работа, и така да ако тогашните во таа држава, да кажеме, имало совесни, свесни луѓе кои што покренули иницијатива, денеска имаме таков еден зачуван објект кој што е како многу стар и многу значен у светски размери, зошто ние сега да не ја продолжиме таа традицијата кога законот тоа ни го овозможува и го дава, така да со неколку луѓе, кажеме, повеќе со преку секретарот наш кој што се заложи да изврши таа трансформација од здружение како наследници, бидејќи печатите стоја, одлуките стоја, така да и функцијата да си остане иста. Значи, да правиме разлика меѓу дивите копачи и ние како здружение, бидејќи ние не одеме да копаме таму, не одеме со инструменти да бараме нешто, иако тоа и законот мислам го дозволува, но сепак не смееме да кажеме како треба правилно, не смееме ние да истражуваме, да копаме, да уштетуваме, но тоа што ќе го видиме, тоа што ќе го регистрираме, сме должни и според законот и од етичка гледна точка да го пријавиме на надлежните институции со цел да пријавиме диво копање, да пријавиме обштетување, да пријавиме да покренеме иницијатива за заштита на тоа културно наследство, а поготово денеска што е главната тема на нашиот разговор е еден дел од нешто што гледаме секој ден над Струмица, на Цареви кули горе, кај што ние често пати посетуваме тој локалитет, чисто и од рекреативна гледна точка, има многу рекреативци, но зошто да не имаме поголема улога во сето тоа да го зачуваме, бидејќи тоа што го видовме таму и што го гледаме, а и сите други кои биле. Што конкретно видовте сега како типичен пример, нели, која е функцијата на вашето здружение, еве да се задржиме на локалитетот Цареви кули. Што откривте, односно пикиревте, мапиравте, ај сега така да кажем, и предпоставам дека покренувате иницијатива пред надлежните. Зашто конкретно? Значи, ќе му дадам збор на постарот на нашиот председател, да објасни како било во времето, кога он го сеќава, сепак е постар, а плюс има сеќавање од постарите од него, да кажеме, што се случувало, бидејќи јас не сум тука баш, нели, за тој што тоа треба да го каже, но тоа што го видовме таму се очигледни ѕидови, кои што се уништени, нелумно некаде целосно, но постојат и една градба гледана со таква наречен римски малтер зидано, со наредени камења зидано како кула. Така да според кажувањата дека таму имало негде околу 5 кули можеби, или ние тоа што го видовме за мене е запрепастувачки како ние толку се однесуваме со негрижа. Значи, не знам дали ќе можеме тоа да го видат после гледачите, гајба со пиво, во сред локалитет, у градбата се растргнати камењата и се огине тука поставувано, скара се правиле, се пиело, се јаде тамо. Значи, тотално негрижа, уништување на културното наследство. А од аспект само на туризам, колку значи тоа,
од аспект на да кажеме на значење на самиот град, на општината, на регионот, на целата држава, од светски размери. Зошто тоа да не се истражи, да се утврди? Што било, како било, да се исправи реконструкција, да се истражи, бидејќи тамо на таа една платформа, у некаде 400-450 метра во должина, негде ширина, негде од 10 до 20 до 50 метра ширина, кој што ако се ископат и тој свлечиштето од озгоре од кај Царви кули што е паднано, може би ќе и пошироко. Значи, зборуваме за некој бедем кој што е тоа е едно ниво над Ловен дом. Аха. Не фактички горе на Не, тоа е над Ловен дом, тука малку и повисоко лево од репетиторот кај што е. И тука што значи меѓу Цареви кули, Ловниот дом на таа некоја средна висина. Се познава една тераса, се гледа на тераса, од кој што надоле према градот е доста стрмно, не може никој да се качи. Нагоре има една платформа, една површина, идеална за градби, за кај што се познават, се гледат од фотографиите што ги приложивме, видеата што ги има, се очигледни, имаме камени градби, со малтер направени, имаме остатоци од кула една што најдовме, имаме едно свлечиште што уништило еден зид. Дури, јас би кажал дека има опасност од обрушување на тие зидови и физичка опасност по заштита кон жителите што живеат во највисоките делови таму. Дури опасност и физичка опасност представува. Да. Чешко томе, еве така ќе се изразам. Ако тоа своевремено го констатиравте кога функциониравте како одбор, кои мерки ќе ги превземевте тогаш и дали е истиот принцип и сега да реагирате да покренувате иницијатива? Мислам да направиме. Повелете? Временски додека постоеше одборот, не постоеше сознание за такви градби. Посебно за бедем не постоеше. Терасата, како тераса, постои многу време, од секогаш постои, јас колку паметам, меѓутоа, од самите граѓани и од еминентни личности во тоа време, постоја искази за бедемот, за тунели кои излегуваат на тај бедем со утврдени локации, пренесени на запис од нив, од тоа се личности постари од мојот татко, 18 година родени, Чичко Јосиф Стефанов и Аджиленов, 18 година родени, кои даваат точна локација на појдовните точки на тунелите и на излезите. Ама тие излези се точно таа тераса. Сега не постои трага кај се излезите. Таму имам значи градба на бедем со прави линии граден, со евидентно чувствителни 3 кули, може би се и повеќе, оти во записите, историските записи од Кириловото житие, пишувано од Теофилакт 1018 година, од следбеникот на Маноил, се тврди дека постои бедем, постои значи, од сите страни гледана кула. Значи, освен цитаделата која е горе, постоели се повеќе етажи на царевата кула кои се екзистирали. Сега, временски гледано, градот самиот го има искористено надземниот материјал од бедемот, ама и од профаните објекти. Се гледа дека има многу профани објекти таму. Тоа е голема површина. Можам да кажам слободно дека таму е постојал град во свое време со незавидни димензии и бројченост. А денес е историја на самиот град. Апсолутно. И сега, вие како здружение, пак да разјасниме за гледачите, кои ќе бидат вашите следни чекори за утврдување? Мислам, вие го лоциравте тој среден бедем, иако велите во тогашно време дека сте имале сознание, но не конкретно толку колку што сега. Кои се сега, како здружение за заштита на културно наследство Свети 15, кои ќе ви бидат следните чекори?
за да можеме да добијат појасна слика гледачите, за да можат и тие да се приклучат, да помогнат, да се анимира јавноста слободно. Точно тоа е нашата цел. Нашата цел е првично анимирање на јавноста и на јавните институции кои имаат стручност да констатираат што има таму, да го преиспитаат. Тоа поврзано е со средства. Сигурно голем тендер таму е потребен да се преиспита, да се истражи. Од и на лице место ние видовме веќе дека има интервенции од диви копачи кои имат некој интерес. Ние во таа област не можеме да се вклучиме без да ги информираме стручните служби, како музеите, општински, републички, да дадат своја активност, да го утврдат бедемот, да го видиме, да се појави пред јавноста, па и јавноста и сега видни личности од сега општествениот живот, мислите? Општествениот живот да се активираат, да покажат свој интерес, да се заштити тој ѕид, бидејќи тој бедем. Тој бедем представува алка во развојот на Царва кула. Царва кула не е само цитадела, ние имаме сознанија и од нашето учење, да кажем, јас имам стар век полагано, архитектура на стар век, имам сознание каков е развојот на старите објекти. А таму гледам до сега, ова, јас лично што го видов, можеби не сум прав, можеби не сум целосно стручен, ама кога институциите стручните ќе го кажат тоа, дека се работи за објект од тој век, јас гледам дека се работи за стар век. Се работи најмалку за антика и кога тие ќе го кажат тоа, на него ќе се надоврзат многу активности кои фактички ќе бидат значајни за градот и за естетиката на градот. Апсолутно, и да се зачува таа една историја, да се покаже историјата која што имаме. Тоа е континуитетот на градот. Ристоманов, колку што го разбрав, Мазнеков, само да ме вие фактички со сите ваши претпоставки, докази, материјали кои што нели како од фотографии, видеа, така натаму, фактички ја покренувате и ги известувате институциите, во случајот музеот, Министерство за култура, дали Струмичкиот и Републичкиот, и барате едноставно да се комплетира или да се истражи, едноставно да се сочува тоа што вие го мапирате, нели? Вие сепак сте градежници. Тоа е законска обврска на секој граѓанин на нашата држава, тоа што ќе го пронајде да го пријави на надлежните институции. И ние го правиме тоа организирано, за да биде тоа не како единка, туку како некој правен субјект, кој што има плюс и континуитет, и да има тежина, тоа што ќе го кажеме, да и го приложиме, да не биде од некој си таму, туку од група на луѓе, од еден правен субјект, како што е наследникот на одборот за заштита на културно наследство. Ние ќе се обратиме писмено и во Скопје, и во Струмица, како што е законот што налага. Благодарение на вас сега ќе знае јавноста, тоа е исто цел од нашата дело, целите што сакаме да ги постигнеме, да се алармира јавноста, да се запознае јавноста, да инициираме дискусии, да веќе идеме, планираме и посета до градоначалникот и до општинските институции, да кажеме, да најдат свој интерес тука, да кажеме, да изработат своји проекти, па во соработка со Завод музеј да направат своји проекти, да кажеме, и тоа да биде во рамките на институцијата од стручни луѓе, направено правилно како што треба, а ние само да ја подгреваме атмосферата, да го забрзуваме тој процес. И да го демнете тој процес. И да бидеме надзор, да ги дишиме со врат со се вика. Континуирано да ги подсетувате, што бидна со средниот беден. Затоа што тоа ние мораме да кажеме да бидеме на нивото на денешницата, кога таквата негрижа, таквото
не човечко би кажал, однесување на секој поединец во институциите или во тој систем, сепак не е само нивна одговорност. И наша одговорност зашто ние не преземаме нешто. Зашто и ние не направиме малку, барем ако ништо друго, да си ја задоволиме својата радозналост. Звелиме цареви кули, а никој не се да прашува добро кои били тие цареви. Ај нека дојдат институциите, нека утврдат. Тоа е сигурно светската јавност сака да знае кои били тие цареви. Уште повеќе пишува, има една книга од Евлија Челебија, кој што се сеќавам на 143 страна, пишува за неговото патешествие и како доаѓа во Струмица и како што он вели у Струмџе. Во Струмица, таа стрмница, кај што, да кажеме, пишува едни неверојатни текстови, тоа не е мое, пишува дека, вика, денес се наоѓам во градот на Ајатанаџа. Ајатанаџа е Аристотел. На арапски така е му името. Тоа е, вика, поклонетиот град од Искандар за неговата заслуга, за неговото учење. Тој всушност го посочил градот Миеза. Да. Значи дали тоа вистина, дали тоа така е? Ама, Аристоманов, да бидеме малку и самокритични, мислам, предпоставам, еве, ќе поднесете иницијатива сега за овој среден бедем, од музеот ќе кажат, толку се парите и ќе нема пари. Вообичаено, одговорот е тој. Може би знаат за овој среден бедем, може би не знаат за тој среден бедем, но сепак вообичаен одговор на институциите во нашата држава нема пари. Нашата цел е ние да се потрудиме да обезбедиме пари, да обезбедиме проекти, да се реализира тоа. Значи, затоа што логички, ако горе бил владетелот со војската, со администрацијата, на второто ниво треба да бидат трговците, побогатите, на пониското ниво треба да бидат пониската класа и така натам и така, кога се во случај на напад и едно друго, тоа си има историски како се случувало тоа и не може да биде само горе само тврдината да биде дел. Мора да постојат и нови, терасата е очигледна, нивоите се историски докажани, го имаме тој, зошто не го направиме? На крајва, ако не успееме ние да обезбедиме средства или не успееме да инициираме државните институции, зарем толку не може да се обезбеди една мрежа, Николови, да го заградиме, барем да го обезбедиме од уништување. Тоа е оставено, секој може да иде, и ние бевме таму, имаме видеоснимки, имаме фотографии, секој може да иде таму и да прави што сака. Мислам, првично барем тоа да го направиме, да го заштитиме. Тоа не изискува кој знае колку средства. На крај ние, јас мислам дека после ова видео ќе се јават неколку луѓе кои ќе сакат да донират и ние нешто со наши средства, па ако треба да го заградиме. Но ние бараме дозвола за тоа, не може би ние тоа да го правиме таму. Тоа треба да биде канализирано, институционално. Па ако е проблем баш тој недостаток на тие средства да го заградат тоа, ние ќе му обезбедиме средства. Дури до тој степен сме решени да направиме нешто конкретно, така да не е прашање секој пат на средства, некој пат е и прашање на добра волја. Да. Маснеков, само кусо. Спомнате дека во вашиот период, односно во вашиот период, извини, или во периодот од 80 која година како формирано како одбор, 80. Ете така, иницииравте и успеа институциите да работат на зачувување на црквата Свети Леонтија. Освен оваа црква, има ли и други културни историски локалитети за кои што сте инициирале постапка пред институциите? И самиот јас не се јавам како иницијатор. Не, вие, телото, одборот, како, за да е доближиме, имало и предпоставам и за други културни историски споменици. Одборот се јавува како иницијатор преку сознание на свој член Терзиев, јас името не му го знам, бидејќи е пред мене, Терзиев, кој го открива постоењето на старата црква Свети 15, која тогаш било под земја, целост. И после неговата иницијатива, утврдени се фундаментите и тој дел на Свети 15, што постои до ден денес, 1,5 метар на земјата, покриен со земја. И најраната фреска на Балканот што постои, фактички е во една крипта,
таму на самите Свети 15 тиуриполски маченици во гробна крипта е Да. и тоа е најстарата фреска на Балканот. Потекнува од 4 век од нашата ера и е едно од нашите културни знаменитости. Апсолутно, апсолутно. Значи и за други културно-историски Да. спомени сте се Тај најстари. инициирале. Ристоманов, ако освен средниот бед, предпоставам сега вие како здружение и тоа што шетате во околината, наидувате на нешто кој што сметате дека може да има културна историска вредност. Имаме ли такви? Уште? За кои што институциите се уште го немаат кажано својот збор, а вие ќе инсистирате или сакате да инсистирате да сепак посветат внимание. Мене ми изгледаше неверојатно, да кажеме, но еве само за пример, како прашање до гледачите, дали знаат за патот, стариот пат према Валандово, од Струмица за Валандово. Тој се вози, денеска се вози, тоа е камена калдрма кој што се гледа од неколку пати реставрирана, поправена. Таму има камења од антика, од среден век и така натаму. Може да мислите, ние денеска газиме, да се возиме по, ловджиите знаат најдобро тоа, по камења од антиката. Дали некој го видел мостовите, лачните мостови од камен направени по кој се движат. Тие се исто така преправени и се гледат кои камења се од кој период. Па дали некој видел дека има аквадукт за вода носење за Струмица? Па какви мостови се уништени, да кажеме, еве тука на Струмица близина од 2-3 км, 5 км близина на Струмица. Сака да кажете дека Струмица има аквадукт? Да. Да. Значи, изгледа неверојатно. Еве, и јас сега сум Изгледа неверојатно. Еве, јас сега сум изненаден. Тоа, и сега, искрено да ви кажем, ако сето тоа го пријавиме, а државата не го заштити, побрзи ќе бидат дивите копачи, ќе го уништат тоа, и ние сме сега у дилеми дали да го пријавиме тоа или да не го пријавиме, да го... Затоа сакаме еден по еден таквите работи да се сватат сериозно, ама за тоа ни треба соговорници од другата страна, да сватиме колку е било важно тоа во минатото, да кажеме, какви се тие патишта кои што водат, например, од Солун према Штип нагоре или така натаму. И тоа сега, добро го каже Ристоманов, ова, со самото објавување, не постои пак поголема опасност додека се разбудат сите институции своевремено, дека може да бидат мета на уништувачи. Побрзи се тие. Тие се побрзи и затоа ние имаме таква желба, се носиме од таквото нешто. За да можеме еден по еден, што да кажеме за Банско. Да. Страшни, фантастични работи кријат таму. Еве последната црква што откриена таму. Кажеме и таа се ви... Свети 40. Значи, исто, оставена локалното население, зимат камења, си зидат зидови од таму. Зидови дома си градат, куќи крават од камења од црквата. Тоа е не грижа, тоа е едноставно ние сме во криза, државата ни е криза, немаме толку пари. Знаеме оправданието, ги прифаќаме сите оправданија, но ние не сме свесни колку тоа културно значење има, историско културно значење тие и колку е нашата одговорност сепак да се потрудиме тоа што можеме да го направиме. Да го зачуваме за идните генерации, за некои идни подобри времења, кои ќе има подобри услови, кои ќе има подобри, да кажеме, финансиски средства да почне тоа. Но сега ние тега прво да го направиме, да го заштитиме тоа, да го регистрираме, да го заштитиме, да го на некој начин зачуваме во изворна форма, ако ќе дојде време, тоа. Иначе, еве, јас не сакам да открием идентитетот на еден многу сериозна личност, со кое што ми спомна дека за истражувањето на цареви коли, поготово, да кажем, еве, тој дел, некоја америчка фондација била спремна да инвестира околу пола милиарда евра, долари, 500 милиона долари, да инвестира во реставрацијата на тоа. Дај Боже. Значи, постојат
Ние само треба да најдеме заеднички јазик, да се осогласиме и првично треба да го зачуваме тоа што го има. Не бараме ние средства сега, тоа кошта многу пари, тоа е скапо нешто, тоа ние сме свезани, ама можеме мрежа да ставиме, можеме да означиме, ако треба видеокамери, ако треба, не знам што, ако треба се казнат некои таму или било што. Значи можеме нешто да направиме. Тоа сега ние да гледаме такви значајни археолошки локалитети, да ги оставиме на забот на времето и на дивите копачи, е нецивилизацијски гест. И не можеме ние да се помириме со тоа. Зошто да не преземаме таква иницијатива? Тоа не чини ни пари, ни не знам што. Тоа е само добра воља. Да. Добро, и вашата цел е тоа да покренувате иницијативи, да ги намирате и јавноста, но и институциите, и она што пред малку го спомнавме, да дишите во врат на сите оние кои што се одговорни и компетентни за заштитата на културното наследство. Дали може да ви се приклучат нови членови? Оние кои што сакаат да имат сознание одредени да бидат дел од вашето здружение, како може да ве најдат? Не е проблем за тоа но тоа не е забавно здружение, како да кажеме. Говорите во секој случај оние кои што... Значи, секој е добродојден со добри намери, нели? Но ние сакавме да ограничиме бројот за да можеме полесно да комуницираме. А како неформални членови и како пријатели на нашето здружение, секој е добродојден и ги повикувам кој сака нека да ни се придружи во идните активности кои што планираме, да кажеме, со подобрување на времето, како се подобро време се така, но сега овој период во февруар и март месец, кога природата не се разбудила, многу лесно можеме да видиме тоа што природата го сокрива. Сега таква вегетација што може полесно да се детектираат. Така да ние бевме, двајцата, што еден наш колега, бевме барајќи го мостот, а ние на мостот стоиме, не може да го најдеме, а тоа е од грандиозни размери, тоа е вистина, ама само заради тоа што вегетацијата беше разбудена и они си го камуфлирала тој еден огромен мост по кој што се движи. Благодарност што бевте дел на програмата на ТВ каналот ВИС. Се надевам дека успеавме да ја анимираме јавноста за пререгистрацијата или повторното функционирање на вашето здружение, односно сега Здружение за заштита на културното наследство Свети 15 Струмица. Многу успех во вашите иницијативи пред се да се заштити културното наследство, да знае јавноста што се ние поседуваме и да биде силен критичар кон институциите и кон заедницата, да се грижиме за она што го поседуваме. И да знаат дека не е само одговорноста на државата. И лична одговорност има. Реков на заедницата. Ако знаеме, а не преземе ништо. Апсолутно. Благодарност, многу успех во одесувањето на Здруженијето за заштита на културното наследство Свети 15. Дај Боже, еден по еден локалитет или културно-историски споменици да биде заштитуван токму на вашите иницијативи кои што ќе ги покренувате пред институциите, но и пред јавноста. Благодарност уште еднаш. Благодарам на вас. Да. А вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието. Во изминатиот период разговаравме со председателот Томе Мазнеков и подпредседателот Костадин Ристоманов на Здруженијето за заштита на културното наследство Свети 15 Струмица. Впрочем, правен субјект кој што ги наследува или го продолжува она функционирање своевремено што беше одбор или тело при општина Струмица како задолжено за заштита на културното наследство. Се надеваме дека беше интересно и се ќе действуваат онака како што замислиле пред се за зачување на нашето културно-историско богатство, а го имаме доста многу. Така е. Благодарност од име со другите содржини.